видеата споделени на социјалните мрежи се забележува како оганот вивнува на десниот агол на таванот на објектот над бината, кратко по пуштањето на прскалките и брзо се проширува. Го забележува и пејачот и на публиката и вели да излезат надвор. Овде започнуваат да се слушаат и паничните викутници од публиката, но и безуспешните обиди за гаснење на веќе проширениот пожар. Се случило за само 2 минути, раскажува млада студентка по медицина која била присутна во дискотеката. Вели немавме доволно време да сватиме што се случува. Кога дојдовме при себе, раскажува, се случи стампедо. Не гледавме каде газиме, гледавме само да се спасиме. За 2 минути почна да горе. 2 минути беше малку за да видиме дека почна чат, почна сите беа не се верува, не ми се веруваше дека ствари тоа е чат и дека тоа е оган. У таа паника не се не гледаше дали одеме еден врз друг, дали одеме, дали газеме, дали не газеме, само гледавме само да се спасеме. Сликата позади мене беше страшна, поради тоа што чадо не престана, врискањата не престана. Иако брзата помош пристигнала брзо, настраданите ги надбројуваа дежурните екипи, раскажува младата девојка. Вели оние кои успеале да се спасат ги извлекувале настраданите од местото и пробувале да ги реанимираат оние на кои им била потребна помош. Колку можевме реанимиравме, колку можевме помагнавме, влечевме. Ама тоа. И другари, и другарки, непознати, познати, се што можевме се... Колку можевме толку. Пожарната и амбулантата дојдоа, ама не беше доволно заради тоа што имаше поише настрадани, од што имаше доволни дежурни екипи. Речиси целиот град беше во дискотеката за концертот, вели младата студентка. Многу незини пријатели и познаници се повредени, а има и онакви кои се уште не можат да ги пронајдат. Мислам дека скоро цел град беше там. Сите беа за концертот на ДНК, сите беа там. Скоро сите блиски ми беа там. Имаш повредени некои другари, другарки? Имам повредени другари, имам повреден другар, другарки, многу блиски личности што не може да се најдат уште ни у повредени, ни у починани, ни у живи, никакви. Токму оваа дискотека, меѓу младите од Кочани, но и од локалните градови, важела за една од најпознатите дискотеки за вечерни излегувања.